Во Крушево од 9 до 11 јуни ќе се одржи Балканското првенство во џудо за кадети и кадетки. Досега се пријавени за учество 12 држави: Македонија, Србија, Молдавија, Косово, Бугарија, Кипар, Турција, Грција, Албанија, Црнагора, Босна и Херцеговина и Романија. Но се очекува деновиве да се приклучат и надпреварувачите од Словенија и Хрватска. Се планира во Крушево да има над 400 учесници на ова првенство. Според председателот на Џудо Федерацијата на Македонија Владимир Трпановски, Крушево ги исполнувало сите услови за одржување на надпревар од ваков поголем калибар. Сметаме дека овој пат ќе имаме одлично организирано првенство на кое што ќе земат учество 12 земји. Представуваме и како Балканска федерација, значи кога се споредува и со другите спортски организации, другите спортски федерации, зборуваме за една, можеби најголема организација на балканско ниво, каде членуваат во моментот 12 земји, како што кажав, но сега очекуваме до крајот на овој месец приклучување на уште две земји. Се работи за Словенија и Хрватска во оваа балканска фамилија, така што ако и тие се приклучат, ќе се заокружи на 14 земји оваа Балканска федерација. Очекуваме повеќе од 400 гости, дел надпреварувачи, дел председатели, стручни тимови од сите земји учеснички. И сметам дека организацијата ќе биде на највисоко ниво. Се надевам дека ќе бидеме добри домаќини и дека сите тие присутни надпреварувачи и гости ќе понесат одлични импресии и дека ќе имаме едно балканско првенство, да не речем неколку нивоа повисоко од сите досега организирани во земите каде што се случуваат овој тип на надпревари. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски, како домаќин на манифестацијата, истакна дека спортот е вистински амбасадор на овој град, кој што станува се поатрактивна дестинација на љубителите на спортот од различни области, а најмногу на адреналинскиот туризам. Вложувањата во спортот го прават Крушево препознатлива, посакувана и примамлива дестинација за сите 4 сезони. Сите овие моменти, дружби, споделени прекрасни моменти во комбинација со спортски надпреварувања се она вистинско нешто кое ни дава посебна сила, енергија и мотив да бидеме пример за младите, дека треба да ја гледаат позитивната страна во животот, односно спортот. Сето тоа ги поврзува народите и државите на вакви големи собири и ја враќа довербата за позитивни нешта во животот на сите. Овие моменти се бесценети бидејќи ја враќаат довербата на сите за подобро утро. Спортскиот директор на Федерацијата Ѓорѓија Стојанов истакна дека тие како федерација не застанувале тука. Веќе во август во Македонија ќе се организирал и џудо куп од европски ранг. Балканското првенство е прераснато во еден вид на големо регионално надпреварување кој може пандан да се рамни со големите европски надпреварувања и за таа цел тоа е од големо значење за нас и за нашите џудисти, нашиот спорт. Веќе во август оваа година за прв пат во Македонија ќе се организира Европски куп за јуниори, кој за нас е од огромна чест и задоволство и од големо значење, бидејќи во историјата на македонското џудо за прв пат организираме еден настан од европско ниво, каде што ќе настапат повеќе од 500-600 џудисти од цела Европа, а и надвор од Европа. И тоа е голема заслуга на раководството на оваа федерација, на добрите политики на оваа федерација. Селекторот на нашата кадетска селекција Дејан Мицковски рече дека Македонија има џудоисти кои што може да се носат рамо до рамо со џудистите од останатите држави и очекува да се освојат повеќе медали во споредба со последното балканско првенство. Сега следува една фаза, првата фаза помина со еден подготвителен тренинг камп. Втората фаза следува каде што ќе ја вршиме главната селекција на нашите представници на ово балканско првенство. Значи, имаме предвидено уште 2 контролни надпревари и еден тренинг камп. Надпреварите ќе бидат од меѓународен карактер, токму
следниве седмици, така што средината на мај јас како селектор заедно со моите помошници кои што се актуелни тренери на кадетската селекција ќе го извршиме крајниот финален избор на репрезентативци кои ќе земат учество на ова кадетско надпреварување. Значи, имам предвидено некаде завршни припреми пред последната недела, пред Балканското првенство, завршните подготовки да бидат токму тука, во Крушево. Последното балканско првенство во Македонија било организирано пред 5 години.